на Канал 8, добро дојдовте. Во саботата во округот на Општа болница со проширена дејност во Кочани беше предадена на користење модуларната ковид болница, како дел од проектот на Министерството за здравство. Министерот Венко Филипче истакна дека објектот ќе располага со опрема за дијагностика и за третман на пациентите од целиот регион. Дополнителни болнички легла за хоспитализација и третман на пациенти заболени од COVID-19 доби Општа болница во Кочани со ставањето во употреба на модуларната монтажна болница. Се работи за целосно нов објект, што е дел од проектот на Министерството за здравство за отворање на 17 ковид центри. При тоа болницата во Кочани е прва во источниот регион. Објектот е сместен во кругот на Општата болница и има капацитет од 35 болнички кревети, од кои 5 за интензивна нега на тешко болни, а располага и со неопходна опрема за дијагностицирање. Еве сега кога се соочуваме со ваков силен брат сме дефинитивно свесни што ова значи во смисла на зајакнување на капацитетот на болниците, на бројот на болнички кревети, над 30 дополнителни кревети, многу значи за болницата во Кочани заради тоа што таа обслужува огромен број на пациенти од целиот источен регион во државата. Тука доаѓаат пациенти од Берово, од Виница, од Пехчево, од Пробиштип, од Каменица и така натаму. И тие традиционално бараат лекарска услуга и за други специјалности, зашто болницата е позната по својата експертиза, а сега со начинот на прераспределба на работата, голем дел од капацитетите се посветени на третман на пациенти со COVID. Во болницата инвестиравме и во изминатиот период, независно од овој дел. Имаат нова машина, апарат за анестезија. Понатаму се доби стигна донација од која што треба да се реализира, се извинувам, од Јапонската амбасада за ехо апарат и секако модуларната болница ќе биде опремена со дополнителен ехо апарат со сите сонди и подвижен дигитален рентген апарат за да служи на потребите не само за ковид пациентите, туку и за другите специјалности. Министерот информираше дека Министерството за здравство ќе помогне во обновувањето на дел од возниот парк за потребите на итната медицинска помош во Кочанската болница, со оглед што таа остана без возила, што беа оштетени во сообраќајни несреќи. Подолго време чекаме информација кога ќе стигне таа помош која што минатата година беше одложена за ова во делот на донацијата од страна на Народна република Кина. И тоа беше нешто што ние го планираме и понатаму, меѓутоа согласно овие предизвици со кои што сега сите се соочуваме, пандемијата, тој проект е одложен. Разговаравме за тоа како да го надминеме конкретно, заради тоа што во краток временски период болницата остана без 2 болнички возила и најдовме начин. Филипче информираше дека во наредниот период за потребите на Општата болница во Кочани ќе биде распишан оглас за нови вработувања на 50 лица, стручен и технички кадар. Директорот на болницата Александар Серафимов нагласи дека новата модуларна болница заедно со болничките легла на другите одделенија ќе овозможи проширување на капацитетот. Ние како ковид одделенија сега што имавме хоспитализација, немаме многу пациенти, ама имаме наплив на амбулантски пациенти, кои на жалост се многу, чак достигуваат до 100-200 на ден, и со тоа се соочуваме. Сега со овој капацитетот ќе биде зголеме за хоспитализација на болните и, како што кажа министр, ние фактички ја обслужуваме цела Источна Македонија, почнувајќи од Телчево, Пехчево, Каменица и така натаму. Модуларната болница во Кочани ќе има и оддел за интензивна нега што ќе располага со опрема за централна кислородна поддршка на пациентите. Благодарност до Министерството за здравство за инвестицијата во модуларната ковид болница упати градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. При тоа истакна дека нејзината изградба заврши во предвидениот рок, при што општината ги обезбеди потребните технички услови, платформа со приклучоци за вода и канализација. По предавањето во употреба на модуларната болница, председателот Мирче Стојков и членови на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани го пречекаа министерот Филипче, при што упатија критики за кадровските, техничките и просторните недостатоци во Општата болница. Ова е дополнителен капацитет од 30 кревети за пациенти со COVID, кој што, за жал, опозицијата долго време проект го блокираше. Дали мислите, министр, дали мислите дека доцна, трет бран сме
со ковид. Тоа ќе прашате вашите наредбодавачи у партија зошто ги блокира заемот, а ова сега до сега ќе беше готово. Значи сега ќе беше во функција и немаше да треба брзане. Како и да е, пациент ниту еден нема да остане без соодветна здравствена заштита. Министре, дисфункционална е болницата, немаме анестезиолози. Тоа не е точно. Двајцата хирурзи што ги имаме, еден е директор на болница, друг е председател на совет. Немаме рентген, немаме лабораторија. Како не функционира оваа зграда, планирате да функционира Сето ова? тоа стигнува, сето тоа е нарачено да не го блокиравте и до сега ќе беше тука. Треба да се запрашате зошто ги блокирате проектите од интерес на граѓаните. Не си играјте со јавното здравје. Не сте свесни што правите, каков ризик земате. Значи тие проекти сега ќе бе имплементирани. Министр, опозицијата не ја блокира набавката. Вие сте апсолутно одговорен за тоа. Тоа беше закон за заем кој што вие го блокиравте повеќе месеци. И вие сте свесни за тоа. Но ние не се грижиме. Одиме понатаму, го зајакнуваме здравствениот систем, заради тоа што го затекнавме така како што го затекнавме. Тоа е. Стручниот колегиум на Општа болница со проширена дејност упати соопштение до јавноста во врска со наводите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е откочани за состојбите во здравството. Во него се наведени дел од активностите што се преземени во изминатите неколку години на локално ниво. Во писмено соопштение до јавноста од стручниот колегиум на Кочанската општа болница се оценува дека пуштањето во употреба на модуларната ковид болница не им се допаднало на некои граѓани, при што реакцијата до министерот Филипче имала политичка конотација со оглед што бил присутен председателот на огранокот на ВМРО ДПМН. При тоа, колегиумот истакнува дека модуларната болница не му припаѓа ниту на министерот Филипче, ниту на градоначалникот, туку на граѓаните и на Кочани и на регионот, а по надминувањето на пандемијата таа ќе остане во владение на општа болница. За посочувањето за немање на 24 часовна специјалистичка дејност во некои одели, сакаме да ви информираме дека вашите наредбодавачи требало да ви кажат дека според Законот за здравствена дејност е предвидено, освен со дежурствата, 24 часовна дејност да се обезбедува и со приправност и повик, за кој впрочем се плаќа. Во однос на кадровската политика, да ве подсетиме дека овие 2,5 години на специјализација се пратени 13 специјализанти. Само за подсетување, за претходните 12 години институцијата беше финансиски пропадната на работ на затворање, поради непружање доволен број здравствени услуги. Со понудата да станеме центар за ампутации, предизвик што ние го прифативме, се извлековме од незавидната ситуација. Една ампутација Фондот за здравство ја плаќа 600.000 денари, за споредба со една операција на слепо црево, која е 20.000 денари, а на жолчка 60.000 денари. Да ве подсетиме вас и вашите наредбодавачи, дека помина времето кога медицинска сестра земаше поголема плата од специјалист, а на некои специјалисти им се исплаќаше бонус над 1000 евра на неколку месеци, кога одредени специјалисти и медицински сестри се испраќаа на едукација, односно туристички посети на атрактивни клиники и градови во светот. Набавките во тој период изгледаа вака. Преграден зид чинел 1.200.000 денари. Прозорец во итната медицинска помош чинел 650.000 денари и користење така наречен специјализантски автомобил со кој секој вторник и четврток се патуваше за Скопје. Во соопштението на стручниот колегиум на болницата се додава дека е набавен анестезиолошки апарат вреден 50.000 евра. Обезбедена е донација од Јапонската амбасада за ехо и ЦТГ уред за гинеколошкото одделение, исто така во вредност од 50.000 евра. Општата болница заедно со клиниката за инфективни болести во Скопје аплицирала и се единствени на ниво на Западен Балкан кои добиваат помош за енергетски ефикасни болници финансирани од UNDP. При тоа, Градежниот институт од Скопје веќе почнал постапка за обнова на фасадата и интериерот на болницата. Во врска со вакцинацијата од COVID-19, вработени во јавните и во приватните здравствени установи имаа достапен мејл и прашалник за да се пријават за имунизација, а приоритет имаат оние кои директно работат во COVID амбулантите и оделенијата, и тоа пријавување е на доброволна основа. Наместо да обвинувате за малкуте вакцинирани, едуцирајте ги вашите членови кои се вработени во нашата институција, зошто не се пријавиле за имунизација, со напомена дека 5 вработени и по добивањето на термин за вакцинација не се јавиле на вакциналниот пункт.
На крајот од писменото соопштение, стручниот колегиум на Општа болница од Кочани бара да не се потценуваат над човечките напори на лекарите и на целокупниот медицински персонал во борбата против пандемијата од COVID-19. По препорака на Комисијата за заразни болести, владата одлучи да го продолжи полицискиот час и тој да биде во сила до 6 април. Министерството за здравство и понатаму бележи високи бројки на новозаразени и починати од COVID-19. Во Кочани за 3 дена имаме 42 новозаболени и 2 починати пациенти. Актуелната мерка за забрана и посебен режим на движење на граѓаните на целата територија на државата во временскиот период од 22 часот до 5 часот продолжува до 6 април, информираат од владата. Министерот за здравство Венко Филипче претходно посочи дека доколку дојде до влошување на состојбата со COVID-19, не се исклучува можноста за кратење на работното време на угостителите и зголемување на времето на полицискиот час. Комисијата за заразни болести ќе одлучува за дополнителни рестриктивни мерки доколку бројот на новозаразени оди нагоре. Во Кочани, како и на територија на целата држава, расте бројката на новозаразени со вирусот. За 3 дена имаме 42 нови случаи на COVID-19, 24 оздравени пациенти и 2 починати. Зголемена е и бројката на лица во самоизолација и изнесува вкупно 300, кои се под постојан надзор од полицијата. Во последните 24 часа нема изречено казна за непочитување на мерката самоизолација, а во однос на полицискиот час, генералната оценка е дека во Кочани доследно се почитува од страна на граѓаните. Од почетокот на спроведувањето на мерката за забрана за движење во периодот од 22 до 5 часот, полицискиот час во Кочани го прекршиле 7 граѓани. Инаку, секоја вечер по 22 часот, полицијата во Кочани на неколку пункта и со патролни екипи ја спроведува мерката за забрана за движење. Единствено на улиците може да се забележат возила со посебна дозвола, кои по извршената контрола од полициските службеници продолжуваат со своето движење. Освен на централните улици, полициски пунктови и патроли има и во приградските населби во градот. Граѓаните кои за време на забраната за движење имаат итна потреба за посета на здравствена установа, потребно е своето движење да го најават на дежурниот телефонски број на полицијата 192. Првите директни внатрепартиски избори за претседател на СДСМ во Кочани и Виница поминаа мирно без никакви проблеми. И во двете општини излезноста на гласачите надмина 90%. Првите директни внатрепартиски избори за претседател на СДСМ во Кочани поминаа мирно со почитување на сите протоколи и мерки за заштита од COVID-19. Во Кочани се гласаше на 3 избирачки места. Пријавени за гласање беа вкупно 1157 членови на партијата. Од нив солидни 90,15% излегоа на гласање и го дадоа својот глас за или против единствениот кандидат за претседател Зоран Заев. На првите директни внатрепартиски избори за претседател на СДСМ во единственото избирачко место во Виница, од вкупно пријавени 487 активни гласачи, своето право на глас го остварија 470 лица. Гласањето и тука протече мирно без никакви проблеми и нерегуларности. Членката на Централниот одбор на СДСМ, актуелната министерка за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, го изрази своето задоволство од бројот на излезани гласачи за избор на претседател на партијата. Ова представува сериозен исчекор во испорачување на демократијата и социјалдемократскиот сојуз на Македонија како демократска партија, државотворна партија го докажа и во овој дел својата авангардна улога во општеството. Продолжуваме и понатаму заеднички да правиме напори да ја движиме државата напред со една единствена цел да одговориме на потребите на граѓаните за довербата која што ни ја даваат на последните парламентарни избори, но секако и на локалните избори. Инаку Зоран Заев со 59.240 гласа за, 865 против и со 277 неважички ливчиња е избран за претседател на СДСМ на првите непосредни внатрепартиски избори. Како што истакна од Централната изборна комисија на СДСМ, изборниот ден помина во најдобар ред, без попречување и согласно прописите.
Членовите на граѓанскиот одбор за здрав живот во Кочани одржаа консултативен состанок на кој ги анализираа реализираните активности за заштитата на животната средина во регионот. А се разговараше и за натамошното действување против загадувањето на воздухот, водата и почвата. При тоа беше нагласено дека треба да се спречи изградбата на мини хидроцентралата на Мала река кај браната Градче. Граѓанскиот одбор за здрав живот во Кочани ќе ги повика граѓаните да ја блокираат изградбата на мини хидроцентрала на Мала река, за да се спречи уништувањето на природната средина во околината на вештачкото езеро Градче. Иако се уште се очекува ставот на основното јавно обвинителство за регуларноста на постапката за добивање согласност за хидроцентралата, членовите на одборот одржаа консултативен состанок на кој беше заклучено да се преземат и дополнителни активности. Реагираме за изградбата на хидроцентрала на Малата река во Кочани на браната Градче и дека денеска слушавме дека е во завршна фаза, дека ќе добијат градежна дозвола. Ние тоа како граѓани не го прифаќаме. Ќе продолжиме и натаму да се бориме со сите расположливи средства. Пред се ќе бараме одговори од обвинителството дали е се воред таму, а подоцна ако треба и ќе блокираме или не знам што да направиме се со цел само да ја заштитиме природата и еднината на децата во овој крај. На состанокот беше речено дека инвеститорот на мини хидроцентралата веќе ги обезбедил сите потребни дозволи од ресорните министерства и од другите државни органи. Па останува уште само општина Кочани да ја издаде градежната дозвола, што најверојатно ќе се случи многу скоро. Членовите на одборот рекоа дека со изградбата на мини хидроцентралата на Мала река ќе се деградира шумскиот појас, ќе се уништат водните ресурси што и онака се минимални, а штета од градежната механизација ќе претрпи и асфалтираниот патен правец до браната Градче, што пред неколку години беше реконструиран. На работниот состанок се побара да се контролира поставувањето на опремата за филтрирање на чадот во фабриката Paper Mill. Бидејќи тие планираат да стартуваат пак со истиот енергиен кој го имаат, тие се пелети, но сега со колку слушавме кај нив со инсталација на врекест филтер, сега очекуваме да имаат загадување помало од 50 милиграма на метар кубен, што е незаконска регулатива. Доколку тоа не се случи, сакаме тие да го изгасат тој котел и да предат на метан и да стават еден филтер кој ја сузбива миризбата која тие ја испуштаат. Исто така да ја направат прочистителната станица која исто така е предуслов за добивање на интегрирана дозвола, која сега не работи и која е уствари главен предуслов за загадување на реките кои се после Paper Mill. Членовите на одборот за здрав живот во Кочани побараа да се лоцираат и санкционираат и другите загадувачи на воздухот, како и да се направи контрола на исправноста и квалитетот на прехранбените продукти што се продаваат во трговската мрежа и на пазарите во Кочани. Формиран е иницијативниот одбор на младите од општина Кочани. Тоа е дел од активностите за основање младински совет кој треба да ги зајакне капацитетите на младинското здружување на локално ниво и заедничка работа за унапредување на младинските политики. Представници од 7 младински организации, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување станаа членови на иницијативниот одбор на младите. Со тоа почнуваат активностите за основање општински младински совет, што ќе работи за зајакнување на капацитетите на младинско здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општината, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики преку развој на активизам, младинска работа и учество во процесите на носењето одлуки. Со формирањето на иницијативниот одбор почнува постапката за основање на локалното собрание за млади, што е утврдена со Законот за младинско учество и младински политики. Иницијативниот одбор се формира само еднаш заради одржување на конститутивното локално собрание за млади, а по успешното одржување на првата конститутивна седница, иницијативниот одбор се распушта, односно му престанува мандатот. За неколку денови членовите на иницијативниот одбор во соработка со општина Кочани ќе го распишат јавниот повик за номинирање членови на локалното собрание за млади, информираа од одделението за правни работи на општина Кочани. Иницијативниот одбор ќе го води основањето на локалниот младински совет, ќе работи на креирањето на структурата на телата и на промоција на потребата од младинско организирање и младинско учество на локално ниво. Капацитетите на локалниот младински совет ќе бидат зајакнати преку обуки, помогнати и поддржани од мисијата на ОПСЕ во Скопје.
И за крај информацијата од спортот. Викендов се одигра 20-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во која Согово и Слога 1934 беа домакини и останаа без бодови. Во Кочани рударите од Каменица Саса беа подобри од жолтосините, а во Виница Штипска врегалница славеше победа со која се зацврсти на лидерското место. Домашниот терен воопшто не се покажа како предност за фудбалерите од Кочани и Виница во 20-тото коло од првенството во втората фудбалска лига Исток. Ги загубија бодовите и примија голови, со кои гостинските екипи си го подобрија салдото, а домашните тимови ќе жалат за пропуштените можности. Осогово на Никола Мантов го дочека тимот на Каменица Саса, кој и овој пат се покажа како незгоден противник, па на крајот славеше со победа од 2:0. Гостите уште од стартот на надпреварот ги најавија своите амбиции да се вратат непоразени, па во 8-та минута поведоа со погодокот на Сашо Дуков, кој беше побрз од домашната одбрана и без проблеми го совлада голманот Андов, префрлувајќи ја топката во неговата мрежа. Обидите на домакините да изедначат останаа без резултат, а најголема шанса за тоа имаа во 31-та минута, кога ударот на Манов во горниот лев агол го одбрани гостинскиот голман Иванов. Во второто полувреме гостите останаа без фудбалерот Ричков, кој поради 2 жолти картони мораше да ја напушти играта. Но и тоа не им помогна на жолтосините да направат изедначување. А во судиското продолжение, по истекот на регуларните 90 минути, гостинскиот играч Марковски биеше од слободен удар, пошто топката удри во некој од домашните фудбалери во живиот зид и заврши во мрежата на Осогово. Со поразот, жолтосините остануваат на освоените 26 бода и на 5-та позиција на табелата. Во следното коло ќе гостуваат во Гевгелија против Кожув. Во ова коло, во Виница, Слога 1934 се сретна со лидерот Брегалница од Штип и загуби со 2:1. Штипјани дојдоа во водство во првото полувреме, во кое до крајот на 45 минути го зголемија на 2:0. Виничкиот второлигаш играше несигурно, па дури во второто полувреме почна со напади, пошто во 81-та минута со погодокот на Бујчевски успеа да го намали гостинското водство. Сепак прикажаната игра до крајот на средбата не беше доволна за да се освои барем бод. Слога останува на 7-та позиција со 22 бода, а во следното коло ќе гостува во Каменица против Саса. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.